Благодарам, почитуван председател на владата Ковачевски, почитуван директор на јавното предпријатие Рустеми, почитуван амбасадор, почитувани пратеници во Македонското собрание, почитувани граѓани. Експресниот пат од Градско кон Прилеп е приоритет не само за владата, тој има големо економско значење за сите граѓани, а посебно за жителите од Градско, Росоман, Прилеп, Битола, Ресен, Велес и сите останати општини од овој регион. Токму заради оваа огромна потреба, останавме цврсто на нашите приоритети, да изградиме модерен и безбеден патен правец, со огромен број на бенефити за развој на регионот, за побрза комуникација и за побезбеден сообраќај. Денеска сме присутни на пробивањето на десната тунелска цевка на делницата Дреново-Фариш и можам слободно да го изразам нашето задоволство од динамиката на реализација на овој експресен пат. На овие неколку локации во клисурата е потешкиот дел од трасата, каде ни престојат сериозни градежни зафати, но полека се отцртуваат контурите на овој експресен пат. Имаме преку 64% реализација и очекуваме дека со добра динамика, како и досега, ќе ја завршиме изградбата на овој пат. Изградбата на експресниот пат од Градско кон Прилеп се реализира во две фази, и тоа од Градско до Дреново и оваа делница од Дреново до Фариш. Ме охрабрува фактот што и на првата делница од Градско до Дреново се работи со максимално темпо. Инвестираме во изградба на овој експресен пат за да создадеме побрза и побезбедна патна врска од централниот дел на државата кон Пелагонискиот, што е доволен показател за реализацијата на владините програмски цели за овој регион. Со ова даваме до знаење, кога се работи посветено, тогаш се градат и најтешките делници, но и тунели, и мостови, со цел граѓаните да имаат бенефит и секако да видиме поголем и побрз развој на економијата. Граѓаните треба да знаат колкава е комплексноста на оваа делница и на овој проект. Само на оваа делница од Дреново до Фариш се градат 2 тунели, 21 мост, 11 подпорни ѕидови кои што имаат должина од преку 10 км, 15 пропусти, 1 виадукт и 1 галерија. Очекуваме максимално вложување на изведувачот, на градежната оператива, на надзорниот орган со цел навремено и квалитетно да ги поставиме зацртаните цели на владата. Остануваме посветени на развојот на инфраструктурата, на изградбата на нови патишта низ државата за просперитет и перспектива за нашите граѓани. Благодарам.